Заидување е феномен кој се јавува кај некои деца кога ќе се изнервираат и ќе заплачат. Пропратни моменти на овој феномен се сопирањето на здивот и промена на бојата на кожата, велат лекарите. Сето тоа изгледа доста драматично. Голем дел од родителите се исплашени од овој феномен, па затоа веднаш ги носат децата на лекар за да им направат снимки на главата или пак прават детални прегледи. Има една проблематика што навистина не е така многу честа, меѓутоа е релативно пак, така да кажем, честа меѓу децата на возраст, особено некаде од 6 месеца па до првата, втората, третата година. Тоа е заидувањето, народно кажано, или ние како медицински кажуваме недостаток на воздух или апнии. Тоа се практично епизоди кога детето плаче, па во еден момент се изгуби, значи прекрене со плачењето, не зима воздух и доаѓа дури до посинување. И тоа е навистина една страшна клиничка слика, значи така кој ќе го види родителот и тој веднага се успаничува, што е нормално. Мислам, за кој ќе си го видиш детето дека е сино, дека не добива воздух, нормално и така да реагираш. Меѓутоа би сакала колку еве апел да им кажам на родителите дека тоа не е воопшто загрижувачка појава ако детето е нормално психофизичко здраво дете. Значи ако немаме некои проблеми од типот на епилепсии, пореметување во мозокот, некои други мислам ентитети, значи кај едно здраво психофизичко дете, тоа е честа појава и е незагрижувачка појава. Доктор Глигорова советува доколку родителите забележат заидување кај нивното дете, во тој случај да не паничат. Како треба да се третира тоа дете? Во моментот кога ќе ја добие апнијата, не треба воопшто да паничи родителот, едноставно да го стави само на страна, не треба тресење, не треба фаќање на јазик, не треба полупување со нозете, со главата надоле, туку само да го стави во една положба вака нели на страна, евентуално ако дојде до некое повраќање да не влезе повратеното во плуќата и да го остави само. Заради тоа што здравиот мозок, кога ќе дојде нивото на јаглеродниот диоксид над определено ниво, кај здравиот мозок, кај здравото дете, нели центарот за респирација сам се уклучува и почнува детето да диши. Значи нема опасност кај тоа дете да настане некоја друга несакана епизода. Губењето на здивот обично не е предизвикано од некакви здравствени проблеми или од волја на детето, велат педијатрите. Исто така не остава последици врз здравјето на детето и треба да се надмине до 6-та година.